Добре дојдовте во Cybershift, вашиот информатор за најновите достигнувања и случувања во областа на технологијата, информатиката и науката. Останете со нас. Норвешка станува првата држава во светот која ќе донесе целосна забрана за употреба на автомобилите со бензинни и дизел мотори. Продажбата на слични возила ќе биде прекината во 2025 година, а ќе се стимулира продажбата на електрични возила. Норвешка станува првата држава во светот која ќе донесе целосна забрана за употреба на автомобилите со бензински и дизел мотори. Продажбата на слични возила ќе биде прекината во 2025 година, објавија медиумите во земјата. Оваа забрана се очекува да биде официјално усвоена од парламентот во Скандинавското кралство. Таа ќе почне да дејствува со преоден план кој ќе стапи во сила во 2018, односно 2019 година. Тој ќе ограничи продажбата на автомобили со повисоки нивоа на штетни гасови, односно во преден план ќе се најдат класични хибридни плуг-ин изведби или комплетно електрични. Целата операција треба да заврши во 2050 година, кога на територијата на Норвешка ќе можат да се движат само возила кои не користат нафта. Одлуката е донесена како дел од борбата на земјата која е меѓу најголемите производители на нафта против климатските промени. Скандинавската држава планира да инвестира значителна сума за масовно проширување на патеки за велосипедисти и посебни коловози за градскиот транспорт. Околу милијарда евра ќе бидат одвоени за изградба на велосипедски магистрали кои ќе поврзуваат 9 града. Покрај тоа, Норвешка ќе ја стимулира продажбата на електрични возила со донации од владата во вредност од 420 милиони евра годишно. Иако во многу земји електричните автомобили допрва влегуваат, уште во 2014 година во скандинавските земји беа купени над 18.000 единици. Такви автомобили вредат многу во регион со население од нешто над 5 милиони жители. Rockstar има планови за GTA Tokyo, но сепак започнаа подготовките за производство на најновата GTA 6, која се очекува во 2017 година. Rockstar има планови за GTA Tokyo, но сепак започнаа подготовките за производство на најновата GTA 6. Пред неколку години група на дизајнери од студиото Rockstar го посетија Токио. На прв поглед ништо чудно, престолнината на земјата низ грај сонцето е доста атрактивна туристичка дестинација, но сепак нивното патување било со цел да се истражи оваа метропола како потенцијална локација за новата игра од Grand Theft Auto серијалот. Имено праксата на тимот на Rockstar е да заминуваат на вакви патувања за да го добијат филингот, да се запознаат со локалното население, да направат што е можно повеќе фотографии и од прва рака да се уверат дали таму треба да ја преселат GTA. Од Rockstar уште во 2003 година размислуваа да го преместат дејствието на играта во Токио, па така ги регистрираа GTA Tokyo, GTA Bogota и GTA Sin City. Според некои информации од Rockstar сепак се откажале од Токио поради комплетната мрежа на патиштата, но и фактот дека секоја игра досега беше сместена во Америка. Како и да е, во Rockstar не мируваат и веќе започнале со прелиминарните подготовки за новата GTA 6, која се уште не е одлучено каде ќе биде сместена, но се очекува да работи на нов и револуционерен енџин, кој во ова студио веќе подолго време го развиваат. Научници од Институтот за информатика Макс Планк и Универзитетот Ерланген-Нуренберг и американскиот Стенфорд развиле систем за детекција на лице кое може секого да претвори во Трамп или Путин. Станува збор за софтвер кој овозможува да снимите видео со туѓе лице во реално време. Научници од Институтот за информатика Макс Планк и Универзитетот Ерланген-Нуренберг и американскиот Стенфорд развиле систем за детекција на лице кое може секого да претвори во Трамп или Путин. Имено, лицето се снима со камера и го претвора во тродимензионален модел, а алгоритмот го спојува со лицето на претходно снимено видео и овозможува да се управува со истото во реално време. Софтверот се уште се наоѓа во истражувачка фаза, па затоа не е достапен за пошироката јавност. Сепак, авторите на проектот изјавиле дека размислуваат за тоа да го пласираат на пазарот веднаш по потребните тестови. Во промотивното видео актерите со своите изрази управуваат со лицата на Владимир Путин.
Телепортацијата е се уште дел од научно-фантастичните филмови и далеко од реалноста, но Microsoft успеа да се приближи еден чекор и да ја представи на светот холопортацијата. Телепортацијата е се уште дел од научно-фантастичките филмови и далеко од реалноста, но Microsoft успеа да ѝ се приближи еден чекор и да му ја представи на светот холопортацијата. Станува збор за 3D холограм од кој некој кој е илјадници километри оддалечен од вас, но сепак може да биде во истата просторија во која сте вие. Менаџерот на Microsoft, Шарам Изади, ја покажува најновата иновација на компанијата, користејќи HoloLeki, кој му овозможуваа да се појави на било кое место во светот. Тоа му го овозможуваат 3D камерите кои се поставени низ собата, од чии што слики потоа се спојуваат, компресираат и се пренесуваат. За некој друг да ги види, слушне или едноставно да има било каква интеракција со личноста. Секако лекијата не овозможува чувство на допир или можност да се почувствува миризба. Исто така холограмот ќе се појави на средината на вашиот видокруг и ќе изгледа како да лета или да се наоѓа во средината на вашиот кауч или маса. По официјалната презентација на Galaxy S7 минатиот месец на MWC 2016, светот полуде по новиот модел. Но дали покрај Edge верзијата ќе видиме и други варијанти? По официјалната презентација на Galaxy S7 минатиот месец, светот полуде по новиот модел, но дали покрај Edge верзијата ќе видиме и други варијанти. Пред 2 години Galaxy S5 доби огромен број на модели, S5 Mini, Sport, Plus и Active. Ланскиот Galaxy S6 не го доживеа истото, доби само Active верзија, така што беше големо прашање што не очекува со Galaxy S7. За среќа, по чепкање на веб страната на Samsung може да потврдиме дека доаѓа Active верзија на овој модел. Кодот кој ќе го носи е SMG891A, а се шпекулира дека покрај стандардниот IP68 сертификат, телефонот ќе добие и воен сертификат за отпорност на екстремна топлина и шокови, како и заштита од песок, сол, воздушен притисок и вибрации. Новата верзија веројатно ќе добие физички копчиња во долниот дел од екранот, а останатите спецификации би останале непроменети. Octa-core процесор, 4 GB RAM и 12 мегапикселна задна камера. Многумина од корисниците не ги знаат сите опции со кои располага нивниот iPhone, доколку не знаевте дека може да наместите уникатна вибрација за секој што ве повикува, ќе дознаете нешто повеќе во следниот прилог. Чудно е што многу корисници не ги знаат сите опции на својот iPhone, затоа сакаме да ве запознаеме со функцијата за посебни вибрации, односно персонализирање на вибрациите на вашиот iPhone. Сега ќе знаете кој ве бара на телефон без да погледнете во дисплејот. Со подесување на уникатна вибрација вие ќе знаете кој ве повикува. Прво, отворите ги контактите и изберете ги тие што сакате да им ставите свој облик на вибрација. Тапнете на прилагодување на вибрациите и одберете ги веќе постоичките или направете си нови. За да го направите тоа, треба да изберете Create New Vibration и едноставно снимајте ги промените. Јапонската вселенска агенција соопшти дека 2 дена научниците не можат да остварат контакт со сателитот Хитоми, кој успешно беше лансиран во вселената на 17 февруари. Еве зашто станува збор. Јапонската вселенска агенција соопшти дека 2 дена научниците не можат да остварат контакт со сателитот Хитоми, кој беше успешно лансиран во вселената на 17 февруари. Сателитот има за цел да помогне во истражувањето на црните дупки во вселената. Изуми Јошизаки, портпарол на агенцијата, изјави дека губењето на контактот со сателитот се случило ненадејно, а научниците се обидуваат повторно да воспостават контакт. Инаку сателитот е опремен со специјални телескопи и опрема со која според планот сателитот треба да остане 3 години во орбитата. Целиот проект чини $365 милиони. Тимот 40 научници се обидува да дознае што всушност точно се случило со сателитот Хитоми. Инстаграм со новитет. Го зголеми времетраењето на видео објавите. Од сега ќе може да споделувате видео содржини до 60 секунди. Инстаграм корисниците од сега можат да објавуваат видеа со должина до 60 секунди. Пред околу 2 месеци, Инстаграм им овозможи на огласувачите да поставуваат видеа со траење до 60 секунди, но од денес оваа можност ја имаат и корисниците.
Сакаме да донесеме забава, флексибилен и креативен начин за создавање и гледање видеа на Инстаграм. Подолго видео значи повеќе разновидни приказни на профилите на луѓето кои ги сакате, соопшти Инстаграм. Новата опција е веќе лансирана, но ќе стане достапна за сите корисници во наредните неколку месеци. Последниот прилог го посветуваме на голема експлозија која неодамна се случи во Вселената. Джиновски астероид удри во Јупитер. Джиновски астероид удри во Јупитер на 17 март, најголемата планета во сончевиот систем. Сето тоа успеал да го снима аматерски астроном од Австралија. Прво експертите мислеле дека се работи за визуелна аномалија, но тврдењето на австралиецот го потврди и второто видео снимано од Ирска. Тој имал микроскоп од 20 см, а на снимката се гледа блесок од десната страна на Јупитер, што можело да настане само со удар на некој голем вселенски објект во планетата. Главните осомничени се астероид и комета. Со експлозијата е ослободено огромно количество. Тоа беше се што ви припремивме за ова издание на Cybershift. Следете не со нови содржини за 7 дена на истиот канал. Ви благодарам на вниманието.